Нието да видиме првата опција, што доколку ја одбие Крмов, кога ја најави ова иницијатива, кажа дека ќе влезете во така наречена тотална блокада на собранието, како би изгледало тоа, што би правеле? Па ние еднаш имавме такво искуство во нашето 2-годишно парламентарно делување. Првото такво скричење беше со законот за државјанство, ако ви текнува, кога ние го ефективно го блокиравме. Со амандмани тоа јадници така? Не, тоа не беше таков филибастер, туку беше со зборување, каде што зборувавме, тоест јас зборував долго на комисија и тој закон не помина и тие мораа да играат преку заобиколување на собранието, да прават практично кривично дело, со подзаконски акти и со европско знаменце, каде што знаете дека е ограничена на неколку дена само. И ние после тоа блокиравме, сами двајцата блокиравме околу 15 на закони со секакви средства. Тука влегуваат и амандмански филибастер, и филибастер со зборување, па дури Крмов каже и физичко блокирање, односно неовозможување на, бидејќи видите, правото важи додека двајцата го почитуваме. Кога ти ќе го прекршиш, тогаш ни јас немам обврска да го почитувам, затоа што правото постои за да ги штити послабите. Во случајов послабото е опозиција и не за џабе тоа. А такви дримерски десничарски напуштете го парламентот, тоа нема никаква, да појаснем, нема никаква логика. Има такви повици од време на време дека треба опозицијата да го напушти. Дримерски, романтичарски повици. Океј, радикално звучи да излеземе, ама не заборавајте дека сите штетни закони во приватизацијата се донесоа кога ДПМН не беше внатре, кога Бранко сам имаше, или после тоа кога ги тепа. Огромно мнозинство. Сега е кворумот. Па и сега имаат. Како што вика Али Ахмети, како до сега имаат на рап се, ама ако им излеземе, ние ќе си возат слободно, ме разбират. Значи тоа не доаѓа во предвид излегување, затоа што е лузерска тактика, тоа е бегање. Ние ќе избега бегството не е решение. Ќе биде тоа драматично различно од ова активна блокада што го вика ВМРО ДПМН. Ја и тие велат дека се блокираат. Не, како блокираат, ништо не блокираат, освен овие 2-3 дена каде што блокира ефективно на комисија за избор именување за овој обвинителов, каде што практично зборува долго време, неколку 9-10 сати. Да. Тоа е веќе за поздравување и сега на комисија за одбрана, мислам дека каде што бараат анкетна. Инаку другото е само на зборови, нема активна блокада.